Наместо амнистија ќе има одговорност. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски со порака до власта дека криминалците нема да останат недопирливи иако стапија на сила скандалозните измени на кривичниот законник. Обвинува дека на шверцерски начин се изменил законот со кој се пропишуваат поблаги казни за функционерите кои ќе бидат или кои биле фатени во криминал. Но посочува дека може да се најде правен начин како да се гонат министри или директори на кои им лепеле рацете. За злосторничко здружување многу јасно пишува во законот кој помина дека се прави измена со која што зборовите до 10 години се заменуваат со до 3 години, што значи дека застареност настапува за 6 години. Да преведам, кривични дела кои што на пример Зоран Заев ги направил во 2017 година како премиер, заедно со двајца министри и тројца директори. Потенцијално така се формира злосторничко здружение, веќе во моментов се застарени. Владата која што дојде на чело на Македонија со паролата нема правда, нема мир, ја убива правдата во Македонија со застарување на кривични дела, вели Николовски. Јавноста гледа дека намерите овдека не се честни, односно дека намерите се амнистија за криминал, но тоа следната влада на ВМРО ДПМН нема да го дозволи, порачува подпредседателот на партијата. Идната влада на ВМРО ДПМН е апсолутно ќе ги гони. Ќе се најде правен начин како да се гонат. Нека не се надеваат дека поблагиот закон ќе можат да го користат и дека ќе може да се повикуваат на застареност. Ќе се најдат начини како да се гонат. Не само за 2 члена во кривичниот законник, не е само злосторничко здружување и злоупотреба на службената положба и овластување. Си има и други членови по кои што ќе им се најде начин да се гонат. Знам дека ова звучи како закана, но мора на крај и закане да испраќаме затоа што е јасно дека се оди на амнестија. Председателот на државата продолжува да го правда парафот кој експресно го стави на законските измени. Пендаровски тврди дека не станувало збор за неказнивост, туку само намалување на предвидените казни. Наместо 10, една запретена казна е сега 5 години, наместо 5, 4 години, че не станува збор за неказнивост. Петиот став, кој е избришан, треба да биде, бидејќи беше прилично широко поставен, и досега имаме исклучително мал број докажани случаи по тој став за високи функционери, зошто треба да ги бараме причините веројатно во правосудниот систем и во судиите. Измените на кривичниот законник бурно беа дочекани од граѓаните, експертите, но и од меѓународната заедница. Американската амбасада рече дека ќе го разгледа законот, а евроамбасадорот Гир покрај загриженоста за носењето на законот со европско знаменце, рече дека со овие измени се зголемува ризикот за неказнивост во Македонија. Законот беше изгласен по брза постапка, без дебата и само со поддршка од владеачката коалиција.